Две странски компании веќе доставиле понуди за купување на Прилепски Еврокомпозит. Вице-премиерот Анѓушев не сакаше да ги открие нивните имиња, само откри дека компаниите имале во план и вработување на нови лица, а инвеститорот ќе ги исплатил и за останатите плати и придонеси. Сепак, дали и до кога ќе се чека на нови понуди за купување на Еврокомпозит и кога конечно ќе заврши голготата на оваа фабрика, не беше точно прецизирано. Инвеститорите се спремни да направат нови производни линии и со луѓето кои што се останати во Еврокомпозит за нив да обезбедат работа, но не на постојната технологија и на постојниот машински парк кој што е сериозно застарен, него со комплетно нова технологија која што ќе инвестираат и ќе морат да довработуваат одреден број на вработени, но од други струки, помлади луѓе кои што ќе бидат со квалификации соодветни на тоа што ќе биде таму потребно. Вработените пак велат дека се скептици околу овие тврдења, затоа што, како што истакнуваат, се имале изнаслушано вакви ветувања во последниве десетина години. Ситуацијата во компанијата моментално била тешка. За 3 месеци вработените имале земено само 8.000 денари и немаат здравствено осигурување. Добивали исто така и закани ако штрекуваат. Затоа дел од нив во моментов работеле, а дел не. Ние имавме прогласено штрајк. Тој штрајк дел од вработените не го прифатија, дел ги подкупија со понекој си 100 евра или 6000 денари му исплатија за продолжа да работа. Од страна на полицијата имаме закани за да не протестираме. Значи до пред некој месец можевме слободно да излегуваме на патот Прилеп Скопје. Сега од полиција ни се јавуваат за ако излеземе да протестираме, ќе бидеме санкционирани. Инаку 130 вработени кои минатиот месец заминаа како технолошки вишок, добија само 25.000 денари како отпремнина. Се заканија дека како до 25 декември не добијат уште по 25.000 денари, ќе започна штрајкови со блокади на улици и патишта.